Почитуван ректор, професор Беджети, почитуван професор Река, ценети професори, представници на медиумите, на институциите. Најпрв ми дозволете да го изразам моето задоволство што денеска сите заедно можеме да дебатираме на една исклучително важна тема во која што треба да ги јакнеме нашите капацитети, затоа што одлучна и неселективна борба против организираниот криминал и корупција е приоритет на секоја држава која е определена кон воспоставување на демократија, на владењето на правото и на правната држава. Тоа е наш стратешки приоритет, при што фокусот на нашите активности е насочен кон превенцијата и спречувањето на сите облици на организиран криминал, и тоа согласно највисоките стандарди на полициското работење. Во овој сегмент видливи се и конкретни резултати од нашата заложба. Во таа насока, минатата година во областа на борбата против организиран криминал беа откриени 154 кривични дела, за што мерки на кривичен прогон се преземени против 249 лица. Меѓутоа, нашето искуство не уверува дека во остварувањето на оваа цел не е доволно само ефикасно откривање и гонење на сторителите, туку и потребно ефикасно одземање на криминалните приноси, со што на сторителот на криминалот им се оневозможи натамошното проширување на криминалната активност. Неспорно е дека остварувањето на профит е најчест мотив и главна движечка сила на криминалците во инволвирањето во организираниот криминал. Затоа финансиската истрага, која има за цел да го утврди, привремено да го замрзне, а потоа и да го конфискува приходот од казненото дело, мора да биде дел од секоја стратегија на борбата против организираниот криминал, перењето на парите, корупцијата и сите други тешки казнени дела. Истовремено, со одземањето на имотната корист се остварува определбата дека никој не може да ја задржи користа од извршеното кривично дело. Министерството за внатрешни работи во изминатите години ја препозна потребата од водењето на финансиските истраги, паралелно со истрагите за организиран криминал и следствено на тоа потребата од градење на еден ефикасен систем кој ќе обезбеди конкретни резултати. Во Министерството за внатрешни работи, поточно во рамките на одделот за криминалистичка полиција и во одделот за сузбивање на организиран криминал и корупција, веќе постојат организациони единици во чија надлежност меѓу другата работа се и ќе бидат финансиските истраги. Меѓутоа, извршената анализа укажува дека за поефикасно извршување на работните активности неопходно е да се изврши одвојување на проблематиките и формирање на посебни специализирани организациони единици кои би биле надлежни единствено за водење на финансиските истраги. Потреба за специализирање произлегува од обемот на предмети за кои е потребно да се спроведе финансиската истрага. Освен тоа, свесни сме дека финансиската истрага представува сложена активност, поради што е потребно полициските службеници кои ќе работат на финансиските истраги да бидат со соодветни стручни познавања и компетенции. Во овој период, во одделот за сузбивање на сериозен и организиран криминал се водат финансиски истраги во криминалистичките истражувања од областа на недозволената трговија со дрога, кримчарење на мигранти и криминал со културни добри. Би сакал да го истакнам случајот на кримчарење на мигранти кој беше спроведен од страна на Националната единица за сузбивање на трговија со луѓе и кримчарење на мигранти, во кој како резултат на наши активности беа притворени 9 лица како организатори и членови на криминалната група за кримчарење на мигранти, која што кримчарела мигранти од Македонија и Албанија кон Соединетите Американски држави и Канада. Во овој случај паралелно беше спроведена и финансиска истрага, која резултираше со замрзнување на 24 банкарски сметки на 3 правни лица и
53 банкарски сметки на 4 правни лица. Силен потик во заврзувањето на овие реформски процеси и беше извештајот на Европската комисија за Македонија за 2018 година, во кој како еден од клучни реформски приоритети кои нашата држава мора да ги исполни во делот на борбата против организираниот криминал и корупција и тероризмот е посочено развивање на стратешки пристап кон водењето на финансиските истраги. Тоа е нешто што недостасуваше како пристап. Пред да започнеме со креирање на стратешкиот пристап за водење на финансиски истраги, спроведовме анализа на состојбата, ги детектиравме нашите недостатоци, но ги утврдивме целите кои сакаме да ги постигнеме, а тоа се пред се развивање на мултидисциплинарен пристап во водење на финансиските истраги, односно дефинирање на мерки кои ќе обезбедат јакнењето на капацитети на јавното обвинителство, на Министерството за внатрешни работи, на Царинската управа, финансовата полиција за водење на финансиски истраги, како и јакнење на нивната меѓусебна комуникација и координација, која што е исклучително важно. Понатаму обезбедување на еден проактивен пристап за водење на финансиските истраги. Односно, водење на финансиски истраги паралелно со истрагата за организиран криминал и воедно започнување на финансиската истрага од самиот почеток на кривичната истрага. Единствено на тој начин, со започнување на финансиската истрага при рана фаза на кривичните истраги, можеме да ги спречиме сторителите на кривичното дело во отуѓување на имотот или на друг начин незаконито да располагаат со имотот. Тоа во основа подразбира финансиска истрага да биде воспоставена како редовна постапка со преземање на итни мерки во откривањето и гонењето на организиран криминал, поради реалната опасност за кратко време криминалните приноси да се изнесат и надвор од државата. Наведените цели се успешно имплементирани во стратегијата за зајакнување на капацитетите за водење на финансиските истраги и конфискација на имот, со акционен план кој што беше усвоен на седница на влада во февруари 2018 година. Мило ми е што можам да споделам со вас дека веќе започнавме со имплементацијата на активности утврдени со наведената стратегија. Како прв приоритет на кој во овој период сме посветени е создавање на ефикасни органи за водење на финансиските истраги. Во таа насока, МВР, Царинската управа и финансова полиција веќе ги изменија своите акти за систематизација на работни места и предвидува создавање на посебни специализирани единици за водењето на финансиските истраги. Од аспект на Министерството за внатрешни работи, би сакал да истакнам дека во изминатиот период ги измеривме нашите акти за систематизација и организација на работните места и предвидовме формирање на посебна единица за водење на финансиски истраги во делот за сузбивање на сериозен и организиран криминал. Меѓутоа, тоа е само почеток на работата која што треба да се заврши. Нашите претходно направени анализи ја истакнаа потребата од постојање на повеќе специализирани единици за финансиски истраги и тоа на сите нивоа, на национално, но и на локално ниво во секторите за внатрешни работи. Но со цел рационално користење на човечките ресурси и на материјално-техничките капацитети, започнеме со етаблирање на една организациона единица со тенденција на зголемување на нивниот број. Пред нас престои кадрско пополнување на овие единици и нивна специјалистичка обука. Како што многу пати во пракса се потврдило создавањето на професионален кадар, кој ќе биде способен да се фати во коштец со криминалците, да го осознае нивниот пат на парите, да ги преследне во нивните сомнителни трансакции, е од клучно значење за постигнување на успешни резултати. Следејќи ги активностите утврдени во акциониот план, заеднички ќе воспоставиме институционализирана и воедначена континуирана обука и едукација во сите институции и ќе настојуваме да се спроведат заеднички меѓуинституционални и меѓудисциплинарни обуки. Во овој процес се надевам дека ќе имаме голема поддршка од нашите партнери, пред се од ЦЕПОЛ, ОПСЕ, како и од ИПА проектите кои што се спроведуваат во нашата држава.
Стратешки приоритети утврдени во оваа стратегија ќе ги трасираат нашите идни активности, а тоа се пред се хармонизацијата на податоците кои се собираат во меѓуинституционалната постапка, начинот на нивна обработка, размена и користење, овозможување целосен и благовремен пристап до базите на сите институции кои располагаат со податоци кои што се потребни за водењето на финансиските истраги, воспоставување на една статистичка евиденција и соодветна методологија за статистичко следење на финансиските истраги, како и подобрување на капацитетите за координирана и ефикасна меѓународна соработка. Би сакал да истакнам дека значењето на оваа проблематика е препознаено и во евроинтегративните процеси на нашата држава. Имено во реформскиот план на владата, план 18, во делот на зајакнувањето на капацитетите за борба против организиран криминал и корупција, предвидена е обврска за формирање на специализирани единици за финансиски истраги во МВР, Јавното обвинителство, Царинска управа и финансовата полиција, и во неодамно објавениот извештај на Европската комисија за напредокот на Македонија за 2018 година во поглавјето 24 правда, слобода и безбедност, како една од најзначајни активности кои треба да ги преземе нашата држава во наредниот период е посочена ефикасна имплементација на стратегијата за јакнење на национални капацитети за водење на финансиските истраги и конфискација на имот. Свесни сме дека пред нас предстојат големи предизвици, но добро е што се трасирани идните активности и со посветеност верувам дека ќе ги оствариме зацртаните цели. Во крајна линија, овие наши активности не се насочени само кон борбата против организираниот криминал, туку и кон зачувување на економската стабилност на државата, создавање на безбедно општество за нашите граѓани и се тоа што го правиме. Сите активности кои што ги правиме за јакнење на капацитет нема да бидат доволни доколку таа наша волја за борба против организираниот криминал не биде покажана од сите институции во државата. Затоа ние мораме да направиме паралелно со се ова што го правиме. Како да ослободиме од структури кои што се тесно поврзани со криминални структури за кои што водиме финансиски истраги. И во МВР, и во судство, и во обвинителство, и во сите други институции. Нема финансиски истраги, нема борба против организиран криминал и корупција, ако тие врски на поединци кои што ги рушат угледот на овие институции се повеќе јакнат и на тој начин директно спречуваат водење на било каква постапка или финансиски истраги. Ова може би е чудно, може би е смешно, ама јас го кажам заради тоа што многу пати досега искусивме МВР да ги апси Савајле, судот да ги пушта по Пладне. МВР да апси за кривични дела, јавното обвинителство да вика водете го случајот по редовна постапка. Овие работи, ако не ги разбереме сите и ако не ги сватиме, нема напредок на државата и залудни ќе не бидат сите овие напредок. Благодарам.